Добар ден и добро во втората епизода на новата сезона на Мистериозните папки, каде што разгледуваме многу нерешени мистерии. Денес ќе го дискутираме мистериозното исчезнување на познатиот малезијски лет 370. Лето 370 на Malaysia Airlines исчезна на 8 март 2014 година на пат од Куала Лумпур до Пекинг. Авионот имаше 227 патници и 12 членови на екипажот и доведе до напори за пребарување што се протега од Индискиот океан западно од Австралија до Централна Азија. Збуначката природа на исчезнувањето на авионот е така што стана еден од најпознатите исчезнати авиони во историјата. Лето 370 полета во 12:41 часот по локално време и достигна височина на летање од 10.700 метри во 1 часот. Системот за адресирање и известување за комуникација на авионот, кој пренесуваше поатоци за перформансите на авионот, го испрати својот последен сигнал во 1 часот и 7 минути по полноќ, а потоа се исклучи. Последната гласовна комуникација од екипажот се случила во 1 часот и 19 минути, а во 1 часот и 21 минута транспондерот на авионот кој комуницирал со контролата на летање бил исклучен. Токму кога авионот требало да влезе во виетнамскиот воздушен простор над Јужно-Кинеското море. Во 1 часот и 30 минути во полноќ малезискиот воен и цивилен радар почнал да го следи авионот додека се вртел наоколу, а потоа летал југозападно од Малајскиот полуостров, а потоа северозападно над теснецот Малака. Од 2 часа и 22 минути по полноќ малезискиот воен радар изгубил контакт со авионот над Андаманското море. Сателитот Инмарсат во геостационарна орбита над Индискиот океан добил часовни сигнали од лето 370 и последен пат го открил авионот во 8 часот и 11 минути. Првичните пребарувања по авионот се сконцентрирани на Јужното Кинеско море. Откако беше утврдено дека лето 370 се свртал на запад набрзо по исклучувањето на транспондерот, напорите за пребарување се префрлија кон Малаканскиот теснец и Андаманското море. На 15 март, една недела по исчезнувањето на авионот, беше откриен контактот на Инмарсат. Анализата на сигналот не можеше прецизно да го лоцира авионот, но утврди дека авионот можеби се наоѓал на два влака, едниот се протегал од Јава на југ до Индискиот океан југозападно од Австралија, а другиот се протегал на север низ Азија од Виетнам до Туркменистан. Областа на пребарувањето потоа беше проширена до Индискиот океан југозападно од Австралија на јужниот влак и југоисточна Азија од западна Кина, Индискиот подконтинент и Централна Азија на северниот влак. На 24 март, малезискиот премиер Наџиб Разак објави дека врз основа на анализата на конечните сигнали од Инмарсат и огранокот за истрага на воздушни несреќи на Обединетото кралство заклучија дека летот се урнал во далечен дел од Индискиот океан, 2500 км југозападно од Австралија. Па така беше крајно малку веројатно дека некој од бродот преживеал. Првото парче остаток беше пронајдено дури на 29 јуни 2015 година, кога десното крило Клаперон беше откриено на плажа на францускиот остров Реунион на околу 3700 км западно од областа на Индискиот океан, која ја бара австралијанските власти. Во текот на следната година и половина уште 26 парчиња остатоци од авионот беа пронајдени на бреговите на Танзанија, Мозамбик, Јужна Африка, Мадагаскар и Маврициус. 3 од 27 парчиња беа позитивно идентификувани дека доаѓаат од лето 370 на Malaysia Airlines, а се сметаше дека 17 најверојатно дошле од авионот. 2 парчиња дојдоа во внатрешноста на кабината, што сугерира дека авионот се распаднал, но дали авионот се распаднал во воздух или при судер со океанот не можело да се утврди. Проучувањето на флаперонот на крилото најдено на островот Реунион и парчето крило на десното крило најдено во Танзанија покажува дека авионот не бил подложен на контролирано спуштање, односно авионот не бил спуштен на водено слетување. Властите на Малезија, Австралија и Кина ја прекинаа потрагата во јануари 2018 година. Во јули 2018 година малезиската влада го објави својот конечен извештај за исчезнувањето на лето 370. Во него механички дефект се сметаше за крајно неверојатен и промената на патеката на летот најверојатно е резултат на рачни влезови.
но тие не можеа да утврдат зашто летото исчезнало. Во неделите по исчезнувањето на лето 370, теориите се движеа од механички дефект до самоубиство на пилотот. Губењето на сигналите и транспондерот потекна тековни шпекулации за некаков облик на киднапирање на авионот, но ниту еден поединец или група не ја презеде одговорноста и се чинеше малку веројатно дека киднаперите ќе го одлетале авионот во јужниот дел на Индискиот океан. Тоа што сигналите веројатно биле исклучени од внатрешноста на авионот сугерирало самоубиство од страна на пилотот, но ништо сумнително не било откриено во неговото однесување. Во 2016 година списанието New York Times објави дека пилотот на неговиот домашен симулатор за летање лета над јужниот дел на Индискиот океан помалку од 1 месец пред да исчезне авионот. Симулиран лет кој многу се сопаѓа со последната патека на исчезнатиот авион. Ова откритие покрај објавувањето на поголеми информации за личниот живот на пилотот и даде одредена известност на теоријата за масивно убиство и самоубиство предизвикано од пилотот. По откривањето на остатоците, некои шпекулираат дека летот 370 бил соборен, но не се пронајдени докази за остатоци од проектил или други оружја. Нашата работа како истражувачи е да пребараме, собираме и презентираме факти, прашања и можности. Меѓутоа, толкувањето ви припаѓа само на вам. За сега, можеби за секогаш, овој случај ќе заврши во мистериозните папки.